Чекай, почна. Добар ден, се најаваме во продавницата кај Соколе долу во Старокорзов. Тука е господино Славе Врчак и ќе ни објасни денеска за синоќешното затворање на рестораните и кафаните низ целиот град. Кажи што ќе изјавите за јавноста. Тоа не е правилно и не треба така да прават. Оти може ти за брзо време да си напушта нивните места во Работните места. Да. Друго? Дали присуствувате вие на некој таков чин синоќа во околу 12 часот после полноќ? Јас појдов само во еден вати кафиче и заминав одма на брзина. Само му кажав да пакам не што се работи. Дека бегајте и да инспекција. Да. И тие што ти направија? Тие рекоа кога не вика иди. Спремни сме ние. Не, рекоа кога не иди. Како не иди, ладиш, а? И? Да бе. И кога да ви сте затвориле. И ни затвориле сите кафичи. Да. Што мислите, дали е тоа во ред? Дали е тоа во ред? Тоа во ред дека не е. Не е во ред. Да, не треба така да прават, оти не е правилно. Некој работил тука за да отвори кафиче. Да. Се начал се онако, не му дал тој пари, например, инспектор што бил, не му дал пари негој да отвори кафиче. Ете за пломбата да кажеш како? Како се сечи една пломба, обична пломба, поставена на кафич? Обична пломба се скини, само тангли, ама на раците треба да имаш на ракници докторски, да не се фапат. Да, и на носите нешто да имаш кладено да се сеча. Поможеш чизми од напак? Не. Или? Чизми може пак да се сеча. Добро. Нешто што било што, да. Гума некоја, не идентификувана. Да. И? Да не може да ти земат. Добро. И доколку отвориш кафич, утре ти дојди пак инспекција и што може да случи? Че го испукам. Ова е директно екстремно и радикални мерки се вие. Друго прашање нешто? Зошто би испукале вака? Мислите не е во ред тоа? Па не е во ред. Оти тој не ми дал мене пари за прво кафич, прво и второ. Тој не ми е ни татко, ни мајка, ни ништо. Трето. Не ми го затвори кафич од мене. Да. Јас сум платил Се бориш ти за живот. За живот, за ресурен живот. Што ќе му порачаш на инспекторите си преку телевизија наша? Културно нешто е. Да не го прават тоа повише. Повише да не го прават. Да. Оти е најголемиот стран во цела Македонија и целиот прилет. Ова не било сакат да кажете до сега. Ова не било никогаш така. Никогаш. Од памти век. Да. И на време на Лјупчо не беше вака. Да. Значи ова е партиски ова. Ова е некој партиски? Некој партиски интерес да партија. Рейтинг. Реваншизм. Прашате се. Зошто газдите не плаќале? Дамак ќе работи. Кој? Газдите капчени што ми затвориле. Плаќа. А не да ги извадиле мајне. Не може како ќе ги извадиле мајне, мора човек кој имаш фискална каса. Добро. Значи некој немале, мајна ќе ги извади. И не може каде. Само ги клале пломбите. Тоа наеднаш ти ги начекај некој во ред се тоа било. Вчера бевте вие сведок на колку затворања таму во Кавали, кај бевте во вирус, кај вирус. Во Кавалите уште не бе дојде. Ама јас само појдов да викам на Бога, што преживава и само замин сум. И замина. Не пасира само една минута што пасира и тоа. И ги предупредите дека има инспектори од Скопје. врдете се. Да. Ти како поранешен член на ДБК, дали имаш сознание дека ќе продолжи акцијата уште за затворање на кафиче? Ова акција појчев нема ни да продолжи. Значи тоа што треба значи? Дека е сето преку партиски интерес. И тоа. И тоа. Не работа за прикрив. Не. Добро, ве молам еден поздрав за македонската јавност и јавноста тука што ќе ве гледа се наскоро. Поздравете некој ако имате да поздравите. Најпојќем го поздравувам Соколо и А1 телевизија и Джагата? И Джагата и Канал 5 телевизија и Антена 5 радио. И Антена 5 радио, да, благодариме.